Годинава, словеничкото здружение Триглав Битола го прославува својот прв позначаен јубилеј. По повод 10 годишнината од основањето, во музеот Битола се одржа прослава и изложба на фотографии насловена Нашите 10 години. Изложбата ја отвори министерот на словенците во соседството, господин Горазд Жманц. Zares bi srca zahvalil predsednici Tanji Franko za te besede in mogoče to zgodovinsko pot, ki ste opisali 10-letnega delovanja Društva Triglav, slovenskega društva v Bitoli. To je prehojena pot, ki pomeni, da oslavljate tudi z temi mladimi te kulturne dogodke in pa verjetno je to pravzaprav tisto, kar si želimo, da dajete Sloveniji kot ambasadori slovenstva, dajete Sloveniji veličino in s tem Slovenija postaja tudi večja in dajete tudi velik prispevek prijateljstva med Slovenijo in Makedonijo. Večer sem skupaj, lep pozdrav tudi v mojem imenu, spoštovani gospod minister, gospa županja, predsednica gospa Tanja Franc. Seveda sem tudi zelo vesel počaščen, da lahko spregovorim par besed z tega mojega dodatnega vidika. Ne bom te posebej razlagal, ker je minister v bistvu poudaril vse, kar je potrebno. Ampak predvsem naj ponovim, predsednica Tanja Franc, čestitke za vaše izjemno delo, delo vseh tistih, ki so v teh 10 letih postavili trden most med Slovenijo in pa bitolskim delom slovenske skupnosti v Makedoniji. To je izjemno pomembno in seveda ta nocojšnji spontani obisk pove vse. Nobena dodatna beseda ni več potrebna za to. Jaz sem seveda posebej vesel, gospa županja, da smo tu na vaš prvi delovni dan, to je zelo pomembno. In zanimivo je, meni so povedali, da je prvi formalni stik med recimo temu Slovenijo in Makedonijo, čeprav takrat niti Slovenija, niti Makedonija še niste obstajali kot pravni politični formi, bil leta 1913. Vi to veste, ljubljanski župan, dr. Ivan Hribar, je leta 1913 poslal svojega prijatelja, profesorja Josipa Skoberneta v Bitolo, da je pomagal postaviti na noge mestno upravo v Bitoli. Meni je o tem razlagal vnuk Skobernetov, Peter Skobernet, in seveda vsi vemo, da Skobernetova hiša še stoji v centru Bitole. Izkoristimo jo za nek simbolni pokazatelj, potrditev tega več kot 100-letnega sodelovanja med Slovenijo in Bitolo. To je izjemno redek primer, izjemno žlahten, kvaliteten podatek. Многумина од нас сме сведоци дека и во сил изминат период во поранешна Југославија сме граделе посебно исклучителни пријателски врски релации со нашиот братски, да кажем, народ од Словенија. И тоа навистина е добра основа да гледаме всушност токму во Словенија длабок пријател во нашиот пат кон Европската унија и НАТО. И токму затоа, господине министре, сум длабоко убедена дека, иако ова е вашата прва посета на Битола, дека посетите кон Битола ќе зачестат и дека навистина ова вечер само е почеток на нешто што значи длабока соработка и на културен и на економски план. Много таких мошких сам
кои настани на словеничкото здружение Триглав Битола би ги издвоиле како најзначајни и кои се вашите планови во наредните 10 години? Па како најзначајни настани на нашето здружение се секако посетите што ги добиваме на високите представници од Словенија. Покрај тоа, соработката со амбасадата и со сите словенички друштва, меѓутоа за членовите по мене најзначајни се посетите во Словенија, на својата земја, на својата втора татковина или прва, зависи. На тој начин некако ја ублажуваме носталгијата што ја чувствуваме овде кога сме. А за наредниот период се надевам дека ќе продолжиме со работа. До сега, рачунајќи дека сме успешни колку толку, се надеваме дека ќе продолжиме со нашата работа, со ширење на културата на Словенија, со контактите, со продлабочување на врските и слично. Токму ваквите здруженија им овозможуваат на словенците во Македонија, конкретно во Битола, да ја сочуваат својата култура, да ја негуваат, но не само тоа, туку и да ја шират својата култура во овие простори и на тој начин да придонесуваат нашите збратимени, братски одамна веќе народи, всушност да ги зацврстуваат своите релации. Лично сметам дека токму ваквите културни настани, кои што ги овозможуваат овие друштва, навистина овозможуваат перспектива, која што отвара поле не само да се соработува на културен, меѓутоа и на економски план и да и се отворат вратите на Македонија кон светот, каде што Словенија, да кажам, предничи во периодот кој што го изминавме. Зошто постоењето на словенски здруженија во регионот е важно и што тоа представува за Република Словенија? Јас морам речи да сум зло поносен да сум данес бил правзаправо присутен на 10-ти облетници Словенскиот друштва Триглав во Битоли. И јас морам речи да се правзаправо тоа е наша политика, составен дел политика Словенија, да дејанско с тем крепиме култура и идентитетот езика словенскига. И јас морам речи да е во Битоли, Македонија, и таа повезава меѓу Словенија и Македонија изеднега велика помена. Ке тоа се правзаправо наши амбасадори културе и јазика, и мислим да се на основи тега туди уствари лахко веќе културно-господарско соделување меѓу Словенија и Македонија. И морам речи да е то повезување, то соделување правзаправо некај кар представува неки скупни настоп туди потем во европском простору. Ви весте да смо код Словенија дејанско туди присутни во европском простору и скупај ишчемо решитве пред се за младе генерации, ки лако штудирају на факултетах, шолах, тако в Словенија код Македонија, али пак и во туини во Здружени држави на Америка, ker ми želimo predvsem, da se ta pretok znanja odhajajo mladi v svet in istočasno se vračajo kot strokovnjaki v svojo državo in morda ustvarjajo to svojo novo prihodnost. In tu smo mi tisti, ki smo povezovalec te slovenske te generacije in pa mislim, da je ta občutek sodelovanja med Slovenijo in Makedonijo zelo pomemben, ker jaz mislim, da se pravzaprav oba naroda izredno kulturno dopolnjujeta, istočasno pa mislim, da imajo oba dva eno mlado generacijo, ki je pravzaprav neki garant za našo prihodnost.